ние секој ден живееме. Секој ден треба да купиш намирници, да јадеш. Значи, стално мора некој да има со мене. Надвор не излегувам со протези, ниту со одалка, затоа што е непристапно, но и да не се лажеме, е тешко. Тешко на нерамна површина за лица без две колена. Моето име е Снежана Караджовска, лице со попреченост со двојна надколена ампутација. Пред точно 6 години и 2 месеца, веќе 7 година, ми се случи сообраќајна несреќа во Турска. Бев патник во автобусот и ги загубив двете нозе над колена. Нормално, како било кој друг, е страшен шок. Не сте свесни што ви се случува, а што ве чека уште помалку. Патот беше многу трнлив, имав волја силна, имав желба, имав трпение. Малку бев, да речам, потикната од една фраза на нашиот Горан Стефановски: здраво е да се биде во друга кожа за да се осети како му е на другиот. Па од тамо заедно со Томче и со Виктор така си направивме една наша приказна дека здраво е некој да седне во мојата количка и да види како е. Ајде да видиме како е да се биде во кожата на лицата со инвалидитет. Секоја година истата приказна, 3 декември, па секој ден е 3 декември. Голема препрека е движењето надвор. Надвор секогаш ви треба придружник, надвор мора со количка. Надвор и тоа што е направено од неодамна и важи за нешто што е направено за лицата со попреченост, не е направено како што треба, не е по стандарди. Просто не можам да поверувам дека нештото се прави, а никој не го проверува дали е добро. На Љубљанска со години тротоарот не е направен кај последна 19-ка. Пишував и до градоначалникот, со години пишувам, значи небитно кој градоначалник е, и дали на општина, дали на град, тотално небитно. Се смени сега, точно се направи тротоарот. Вака да го видите од прва ќе кажете леле супер е. Да, супер е, ама за лица во количка не е. Да не збориме дека покрај секое ступче секојаш има кола паркирана. Вие не можете да се симнете. Замислете, има спуштен тротоар кај што е шахтата. Па како ќе се спустите кај шахта? Или пред бандера? Па не можно дека толку не се размислува. Не само јас, како лице со хендикеп, или сите оние кои користат количка. Тие препреки важат и за повозрастни лица, важат и за мајки со колички со деца, важат за луѓето кои користат велосипед. Немаме основна култура за ништо. Што и да кажам сега, што и да искритикувам, секој, ако малку е застегнат во приказкава, ќе се наути. Па со Жане се знаеме сигурно 1-2 години, кога минуваше низ голготата, низ која што минуваше. Јас се обидував да ја помогнам на некој начин и во напорот да помогнам бев соочена со сите прички со кои таа се соочуваше. И често пати дури заедно одевме на известни места барајќи помош, поддршка, нели, во врска со нејзините нозе. И тогаш дури сватив што значи кога се нема адекватен приот код одредена институција, не само институција, туку аптека, обична зграда, а да не зборуваме за кино или за театар. Снежана е жена која ретко се среќава. Она е навистина еден во милион. И незината енергија, желба, борба за живот, незината љубов кон ќерка и што ја даваше мотив и инспирација да во ниту еден момент не потклекне, беше целосна инспирација за мене и колку и да беше мачно борбата, да речам, со институциите,
бидејќи кај нас постојано овако кажувам, гледа да те победат на мускули, на кондиција. Осоинтеграција е процес на вметнување на импланти во фемурот на коската. Се прави некогаш посебно нога по нога. Мене ми се направи наеднаш на двете нозе. Доктор Фролк е искусен ортопед-хирург. Сега скоро славеа 300-та операција. Успешна 12 години од првата операција. Рехабилитацијата се одвиваше во воениот милитари рехаб центар во Утрехт. Презадоволна сум. Секој лице е индивидуа за себе и кај секого е поразлично од другиот. Таа го изоде патот, може би тешко го изоде, но го изоде за сметка на сите што после неа би имале потреба од ортопедски помагала кои што се малце посовремени од овие кои што до сега фондот ги покривал и за определени случаи единствени кои што би можеле. Јас сум презадоволна што успеав да добиам протези. Тоа беше една голгота, страшна. Бев упорна, бев истрајна, но да не беа и други релевантни фактори во државата, не верувам дека ќе успеев. Надвор не само јас и многу други лица не се осмелуваат да одат, бидејќи може некој да те бутне не секајки, несвесно. Он не знае дека ти немаш две колена. И јас секако користам количка. Но и кога ја користите количката, не можете да одите пак сами. Препреки на сите места. Треба да се најде начин, дури таму каде што има природи, да не бидат импровизирани, да не бидат ради реда, нели, направени. Еве, ние направивме затоа што така бара законот од нас. Не знам тоа во западните земји како функционира, но тоа е системски проблем. Значи, системски треба да се решава тој проблем. Може би за граѓаните е естетски неприкладно. Може би е некој недостаток на изведбата, но за овие лица значи неможност да се стигне од точка А до точка Б. И луѓето треба да сватат дека не е тоа само градот да ни е убав. Тој би бил убав, кој би бил среден и кога низ него ќе гледаме различни категории на лица, меѓу кои и овие. По мене треба да се почне од нула, од градинките. Ако се почне од градинките, ќе почне така ќе расте свеста. Па морам да признаам дека искуството беше многу травматично и не беше баш пријатно, бидејќи не идовме на многу потешкоти. Дури мали нерамнини по патот што го поминавме, например, тротоарите и слично, задаваат многу голем проблем за маневрирање и контролирање на количката. Стварно се стави во нивна кожа, но можам да кажам секоја чест за нив, буквално се како на некој начин херои, чим се тоа го поминуваат и живеат со овој проблем. Пркосот ли е желбата за живот, да се помогне на некого. Јас секако нема да трчам. Тоа беше само еден гест да се покаже дека се може, дека ако се сака се може. Не е тоа најважното, најважното е дека лицата треба да излезат надвор.